помеѓу самите македонци не е спорно дека се македонци. Ова е во контекст на варирањата или лавирањата на тогашното ВМРО ДПМН на Лјупчо Георгиевски визави Бугарија и така натаму. Последните 15 години кризите кои што македонскиот народ ги доживеа и преживеа, а кризите се толку најзначајниот кохезивен фактор при градењето на нацијата и завршниот историски процес на етаблирање на македонската нација, иако во краток период во историска смисла, овој период беше многу густ, набирен и турбулентен, се најдобар показател за тоа. И второ, однадвор, бидејќи македонските албанци по кризата во 2001 година дефинитивно го признаа македонскиот народ, а со тоа и Република Македонија како своја држава. Бидејќи српската хегемонистичка политика заврши на границата кај Табановце, Грција се повеќе покажува знаци на помиреност и немоќ во однос на македонското прашање. САД дефинитивно одлучи да поддржи Република Македонија како таква, а и членките на ЕУ се повеќе се приклонуваат кон таа позиција исто така. И ни се случува во 2006 година, тоест во 2008, при тоа не заборавајте дека 2008 подпишавме, имавме на ниво на, мислам дека тоа executive agreement или како се вика, декларација за стратешко партнерство или специјални односи со САД, што не е на ниво на трити, бидејќи би требало тоа Сенатот, што е невозможно во Америка да го, практично невозможно да го ратификува, но еден сериозен показател дека САД, НАТО ја гледа Македонија како важен стабилизирачки фактор за безбедноста на Балканот. Факт кој што мислам дека цело време го пренебрегнуваме кога разговараме со нашите партнери од НАТО и ЕУ. Ми се случува катаклизмичниот проект на антиквизација во меѓувреме, од 2006 па навака. И ние имаме рапидно унисување на македонската надворешна политика по сите сфери. Антонио не е тука, можеби некоректно, но во истиот текст, во истиот списание, април 2006, има текст Антонио Милошевски каде што вика кои се главните принципи, а неколку месеци потоа станува министер за надворешни работи. Кои се главните принципи према кои македонска надворешна политика би требала да се одредува? И ќе ги прочитам само 5. Демократизација на одлучување во надворешната политика. Високо квалитетна дипломатија и политички пријателства. Јавна дипломатија и имидж стратегија. Сојузнички кредибилитет, внатрешна кохезија. Согласувам, пар екселанс. Оставам вие да судите што тоа се случи од 2006 навака, особено од 2008 наваму. И конечно, бидејќи немам време, очигледно, Ненад, ме гледаш, имам уште една минута, само околу дилемата Исток-Запад. Гледам дека таа срамежливо се повлекува во македонската јавност. Дали Македонија треба да се сврти да остане кон Запад или треба да се сврти кон Исток. Мислам дека таа ќе биде лажна дилема се дури македонското општество како такво, не само носителите на надворешната политика, не направат една критичка еволуација или рееволуација на нашата надворешна политика во последните 20 години, 20 кусор години, повторно зборувам надпартиски. Бидејќи ние не можеме да апелираме на или да претендираме дека можеме да одлучуваме дали ќе одиме на Исток или Запад во однос на дневните или годишните или месечните турбуленции во надворешната политика, без да имаме силна внатрешна нормалност, силна внатрешна кохезија по однос на овие прашања, без да си го вратиме дома, јас го нарекувам тоа евакуираното политичко, да го вратиме дома тука, во Република Македонија, и без да, што би на некој начин би не релаксирало, да имаме по-комотна, по-релаксирана, би се рекол, силна суверенитетска позиција, да можеме да одлучуваме понатаму накаде Македонија ќе оди. Ако Грција и понатаму блокира, и ако имаме домашни кукавички јајца подметнати од сите страни, за да не влеземе во ЕУ или во НАТО, Македонија ќе мора некако да реевалуира својата позиција. Да, има интеграции под Б, под С, под Д, но тие нема да ни овозможат да ја задржиме на таков начин македонската безбедност или безбедноста на Република Македонија, нема да го имаме член 5 од НАТО, на кој што ќе може да се повикаме, и така натаму, и така натаму. Во интерес на времето, сум точно, Ненад, благодарам. Ја задржуваме временската дисциплина во панелот, што морам да признам дека е доста често реткост.
Само сакам едно појаснување во име на Ања да дадам и во име на Конрада да наврим во име на институтот. Беа поканети и говорници етнички албанци, меѓутоа не се одзва на нашата покана. Гледаме, ако ја видите, не можам да знам причината, но во секој случај останавме без адекватно присуство на представници од етничката албанска заедница, што ретко се случува, морам да признам, на панелите. Ако ги погледнете структурата на текстовите во изминатите броеви, ќе видите дека пробуваме, уредничкиот одбор пробува да биде колку што е можно по-репрезентативен и инклузивен во таа смисла. Што се однесува до дебатата, веќе насетувам дека ќе тргне лавина од прашања и во тој интерес јас не би должел да објаснувам кои тези беа споменати, да го правам она што секој модератор го прави. Можам само да кажам дека доволна провокација се и дилемата меѓународна политика или меѓународно право визави изјавата на Олбрайт и политиката на еквидистанца и така натаму, се што беше кажано во тој контекст. За да продолжиме со иста динамика на временска дисциплина, збор му давам на третиот панелист во дебатата, професор Јанкуловски, повелете. Добре, ова ме подсети со Медлин Олбрайт, ме наврати, ако не мислам да почнам со тоа. Во време на југословенската криза пред бомбардирањето, Роберсон има еден разговор во Лондон, каде што излегуваат правници, меѓународни правници кои оспоруваат акцијата како нелегитимна согласно меѓународното право. Нормално од позиција на сила, што би рекол професорот, од позиција на реализам во надворешната политика, Медлин Олбрайт е она позната реченица дека ако не се согласуваат тие правници со нашата акција, тогаш земете нови. Што значи ви кажува како Соединетите Американски држави го сведува меѓународното право на една обична книжка на принципи и правила кои беа основата на градењето на мирот во светот после Втората светска војна. Меѓутоа, тоа беше да бидеме реални време на унилатерализмот во надворешната политика, кога големите актери на меѓународната сцена не беа доволно мокни да влијаат на случувањата во глобални размери, меѓутоа сликата дејанска се смени, еве ви го последниот пример со Сирија. Меѓутоа не ми беше тоа поентата ми е пресоде дека дознав дејанска дека сум средина. Секогаш мислев дека големината не се мери во сантиметри и во раменици, туку големината е во главата и во она што го носите во себе и достинството кое го проектирате кон останатите. Вообичаено, што би се рекло, судбината на средините е да завршат во на лименка, така што пливале, не пливале во морето со китови, еднаш ќе завршиме таму. Тоа би било оној дефетизам во надворешната политика кој не би сакал да го прифатам. Затоа што... Молам? Сардина. Да. Не би сакал да го прифатам, затоа што во тој случај не би размислувал како држава и не би размислувал како човек кој треба да се бори понатаму во турбулентниот свет, кој очигледно дека во кој доминира нормално интересот врз основа на проценката на моќта со која располагате. И тука вообичаено гледам се проткајува една идеја на мали држави, мала држава, Македонија е мала држава, што значи ако сме мала држава, ние треба да прифатиме се што ни се случува во надворешната политика, односно да ја свиткаме главата и да одиме така низ глобализираниот свет, посебно денеска кога очигледно дека и мали држави пливаат како китови во надворешната политика, како Холандија и една Норвешка за пример. Меѓутоа тоа е друго прашање. Кога ја анализирате или кога сакате да генерализирате околу надворешната политика на една држава со цел да ги дефинирате приоритетите на надворешната политика во иднина, обичаено поаѓаат од три компоненти или три детерминанти. Тоа е содржината на надворешната политика, начинот на кој е формулирана таа политика, и тука се мисли на актерите која во државата која формулираат влијанијата бирократски, социолошко, психолошки, влијанието на лоби групите во државата, и последната е начинот на кој таа се имплементира, односно се остварува. И морам да се навратам за тоа како се развивала македонската надворешна политика, затоа што ова што ни се случува денеска е ремисценција на она што се случуваше во 90-тите години, да бидеме реални. Ние сме едноставно имаме камен околу нозете кој не влече доле. Како што рече Милошовски, ние 90% од времето во нашето надворешно политичко действување го трошиме на ирационален спор, на објаснување на спор кој излегува од секаква логика. Барем онаа што
со професорот ја следиме меѓународно правна логика, па ако сакате и логика во меѓународните односи. Ако тргнеме од 90-тите години, ќе видите дека надворешната политика е содржината на нашата македонската надворешна политика и начинот на конципирање и екипирање на надворешната политика во основа трпи влијание од она што би рекол идентитетски јас и процепот во кој одредени луѓе се најдоа помеѓу два системи, едниот во поранешна Југославија и новиот транзиционен. Така и одлуките кои беа носени во контекста на надворешната политика го има, токму ја има таа карактеристика. Промената на знамето, промената на името, например, до ден денеска не видов анализ